Ниту во изминатото деноноќие во Кочанскиот регион не е регистрирано ново заболено лице од COVID-19, со што состојбата останува на досегашниот број од вкупно 31 позитивно лице. На пресконференцијата што ја одржа министерот за здравство Венко Филипче, беше речено дека на ниво на држава има 10 нови случаи позитивни на COVID-19, при што биле направени вкупно 189 тестирања. Во Скопје 6, во Куманово 20 пациенти и во Прилеп и во Велес по еден ново диагностициран пациент. На инфективната клиника за жал имаме еден починат пациент, тој е пациент од Делчево на 60 годишна возраст со други придружени малигни болести. Вкупната бројка на диагностицирани пациенти во нашата земја од почетокот изнесува 1674, оздравени пациенти 1205, починати 92 и активни пациенти во овој момент 377. На клиниката за инфективни болести во изминатите 24 часа примени се тројца нови пациенти, хоспитализирани вкупно 41, во болницата 8 септември 13, вкупно 25, и на инфективните оделенија во Битола, Штип, Прилеп, Велес, Куманово, Тетово и Охрице хоспитализирани 64 пациенти. Министерот Филипче рече дека Комисијата за заразни болести предложила до владата да се олабават рестриктивните мерки за заштита од коронавирусот, со што постепено ќе се враќа и животот во нормала. Тој предлог план предвидува во оваа недела да се отворат и да се вратат во функција центрите за едукација, обука, семинари на возрастни, организација на седници на органи за управување и конференции, автошколи, испитни центри, спортски тренинзи за отвореност за индивидуални спортови, тенис, спортски и други обложувалници преку шалтер без угостителска дејност и затворени трговски центри, односно молови, исто така без угостителска дејност, како и центрите за рехабилитација на слух, говор и глас, кои што целосно ги спремија капацитетите. Ќе повторам сега дека сето ова е согласно критериумите за функционирање кои што ги препорача Комисијата за заразни болести, каде што мора да се сите овие субјекти придржуваат до дистанцата, носењето на заштитни материјали, одреден број на присутни во локалите, односно местата. Во рамки на пресконференцијата беше речено дека досега не се разговарало за скратување на полицискиот час, но сепак, според министерот Филипче, оставен е простор прашањето да се дискутира на владина седница. Исто така, тој најави дека од среда ќе почне скринингот на вработените во градинките, што е близу 2000 лица. Колку деца имаат потреба веднаш да бидат згрижени во градинка, а колку штом ќе се укине мерката за отсуство од работа на еден родител на дете до 10 години. Вакви прашалници со барање итно да одговорат им беа доставени на родителите, чии деца одеа во градинка пред започнување на воредната состојба. Директорката на Кочанската детска градинка Павлина Велјанова за Канал 8 потврди дека по препорака од Министерството за труд и социјална политика направена е таква анкета на родителите чии деца посетуваа градинка и истата е завршена и пратена до надлежните институции. Миткова истакна дека анкетата покажа различни одговори кај родителите. Едни одговориле дека веднаш би сакале да тргне детето во градинка, а други не би го пуштиле во градинка ниту по завршување на воредната состојба, се до сериозно стабилизирање на состојбата со COVID-19. Од 13 мај почнува тестирањето на вработените во градинките. Од утре почнува тестирањето на вработените во градинките, близу 2000 се. Тоа вработени, јас верувам дека за период од некаде една недела целосно може да се заврши тој процес, во меѓувреме да се усогласат и критериумите, мерките и од страна на Комисијата за заразни болести и од Министерството за труд и социјална политика, после што градинките би се вратиле во функција.
Ставот на епидемиолозите е дека за идно функционирање на градинките потребно е да се создадат задолжителни услови поради коронавирусот, а тоа е на вработените да им се направат тестирања за COVID-19, а децата да приложат потврда дека се здрави. Неопходно е да се преполови бројот на децата во една група, а да се направи поголемо растојание помеѓу креветчињата. Како и да е, од Министерството за труд и социјала, под чија надлежност се градинките, велат дека додека не одлучат здравствените власти како да работат овие установи и колку ќе бидат безбедни децата, градинките остануваат со клуч на врата. Подрачната канцеларија на управата за водење матични книги од Кочани попладнето ја направи првата венчавка по прекинот од над 2 месеци по воведувањето на воредната состојба во државата поради епидемијата од коронавирусот. При венчавањето беа почитувани пропишаните мерки за здравствена заштита, односно во просторијата присуствуваа само младоженците, двајцата сведоци и матичарот, за кои беа обезбедени маски и средство за дезинфекција. Сега, бидејќи малку мерките се полабавени, можеме да склучиме брак и сите оние кои имаат оправдано да мора да се склучи бракот, ќе го склучиме во присуство само на младоженците и двајца сведоци, четворица и од нас еден од матичарите без присуство на советник. Значи, тие што имат потреба да мора да се склучи бракот, нека се јават, ќе го склучиме бракот само надвор од полицискиот час. Да не е за време на полицискиот час. Може и во саботи и недели, бидејќи сега нема полициски час цел ден, значи за времето кога нема полициски час и во саботите и во неделите ќе склучиме брак само со присутни да бидат четворица, младоженците и двајца сведоци и матичарот. Според Вучков, прекинот во регистрираните бракови бил најдолг досега, со оглед што никогаш не се случило да нема најмалку барем 2 венчавки во текот на една недела. Од увидот во евиденцијата на подрачната матична канцеларија може да се утврди дека просечно годишно во Кочани се склучуваат по околу 300 бракови, а од почетокот на оваа година досега имало само 40 на венчавки. Со оглед што и понатаму остануваат препораките и мерките за заштита од COVID-19, најверојатно бројот на регистрирани бракови во општината ќе биде преполовен. Зградата на општина Виница ќе добие нова фасада. Започна изработката на техничката документација за нејзина реконструкција, а предвидени се и други активности што ќе значат голема заштеда на енергија и подобри услови. Не само на фасадата на зградата на општина Виница, во рамките на оваа техничка документација се предвидени проширување на музеот Теракота, потоа поставување на лифт на општинската зграда, а фасадата се планира да биде со термоизолациона, што значи дека ќе биде фасадата пред се во интерес на затоплување и намалување на сметките пред се за загревање на сите институции кои што се наоѓаат во општинската зграда, а замена на кровната конструкција, особено во делот над Домот на културата, кој што знаеме дека во моментот е недобра, и во овој дел планираме да се приспособи и зелен кров токму на делот над Домот на културата. Оваа техничка документација ја изготвува фирмата Квадар од Скопје, финансирана од UNDP, каде што општина Виница аплицираше и го доби овој проект. Градоначалникот Димитров истакна дека очекуваат до крајот на летото да биде готова. Со поставување на темелите продолжува изградбата на новата детска градинка во Кочани. Деновиве изведувачот заедничко вложување Вија инженеринг од Вевчани ги бетонира темелните основи. Според информациите од општинските стручни служби, во подготовка е изградба на вториот дел од нив, додека едновремено се вршат контролни мерења на веќе изградените. Во изградбата на градинката е вклучена и консултантска компанија, која во текот на работата ги следи почитувањата на правилата за зачувување на животната средина од страна на изведувачот. Подготовките за изградба на овој инфраструктурен објект во Кочани доаѓаат по 2 години административна работа, а граѓаните очекуваат да се добие објект што ќе ги задоволи актуелните потреби за згрижување и развој на децата од предшколска возраст во општината.
Новата детска градинка во Кочани ќе биде современ, компактен објект што е проектиран според најсовремени стандарди. Тоа е градинка од отворен тип со можност за широка комуникација меѓу децата, како и за поттикнување на нивната креативност. Предвидено е објектот да има современа фотокаталитичка фасада, која ќе дава ефект на 40 дрвца и ќе го прочистува воздухот во околината. Градинката во населбата Драчевик е во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги, што се реализира од страна на Министерството за труд и социјална политика, а со финансиска подршка од Светска банка. Целта е да се зголемат капацитетите за сместување на децата од предшколска возраст. Според најавите од изведувачот Вија инженеринг од Вевчани, се очекува објектот да биде завршен пред определениот рок. Комуналното предпријатие Водовод ја презема обврската и годинова да најде соодветен начин на кој ќе се намали проблемот со бездомните кучиња што шетаат по улиците на градот. За таа цел неодамна објави јавен повик за избор на фирма која ќе ги извршува соодветните шинтерски услуги. Со тендерската постапка планирано е за намената да се потрошат над 550.000 денари, колку што би му се исплатиле на операторот што ќе обезбеди услугата. Сумата е за околу 20% повисока во однос на претходните години, со што се очекува да се опфатат поголем број животни. Рокот за пријавување на заинтересираните оператори помина на крајот на минатата недела, а со оглед на малиот број фирми кои ги исполнуваат условите, непознато е дали постапката ќе биде успешна. Токму ниската сума што општината ја нудеше пред неколку години се сметаше како една од причините поради кои немаше ниту една поднесена пријава, иако постапката се повторуваше неколку пати. Со задачите во техничката спецификација што е нагласена во сегашната тендерска постапка, потребно е фирмата што ќе биде избрана како давател на шинтерските услуги да изврши фаќање на кучињата, да ги вакцинира и стерилизира машките и женските единки, да обезбеди активност за вдомување или чување на животните, а доколку е потребно, можна е еутаназија. Исто така вклучена е и обврска за микрочипување и времено маркирање, а по третирањето дел од кучињата да бидат вратени на местото на заловување. Со законските одредби, доколку локалните самоуправи во државата не преземат мерки за решавање на проблемот со кучињата скитници, ќе бидат казнети. За сега не може со сигурност да се каже колкав е бројот на бездомните кучиња што скитаат по улиците на Кочани, но со акциите за нивно заловување, вакцинирање и стерилизирање може да се намали опасноста од нападите врз луѓето, како и од нивно неконтролирано размножување. Воредна состојба секако значи и воредно функционирање на културата во време на корона. Сите фестивали, театарски представи и концерти чекаат на одлуките на Комисијата за заразни болести и владата, па дури потоа да ја конципираат програмата, со една дилема, што со средствата кои ги добиле за одредени проекти, но не се во можност да ги реализираат во дадениот рок. И директорката на Центарот за култура Бели Мугри од Кочани потврди дека сите културни настани кои требало да се реализираат овие месеци се откажани. Театарски представи, драмски и ликовни активности на Драмското студио и на училиштето за цртање и сликање, драмскиот аматерски фестивал, гостување на фолклорниот ансамбл Мугри, како и планираната филмска недела. Во Министерството за култура се прават анализи и се чекаат препораките на владата. Споделувајќи ги меѓународните искуства, се бара начин во каква форма и во кои термини ќе бидат реализирани фестивалите и културните активности. Согласно законските прописи, средства се исплаќаат за реализирани проекти, а оние кои согласно подпишаните договори нема да се реализираат, средствата се враќаат во буџетот. Со оглед на настанатата состојба се прават и анализи и за можните варијанти за реализација на проектите, согласно мерките и препораките на владата, поврзани со состојбите предизвикани од коронавирусот, а се разгледува и можноста за продолжување на рокот на реализација на проектите, се вели во дописот на Министерството за култура. Согласно препораките на Светската здравствена организација и контактите со странските партнери за меѓународни фестивали и уметниците и публиката се во очекување нештата повторно да се вратат во нормала. Културните мостови повторно да бидат наше секојдневие низ музичко-сценската дејност, стои во соопштението од Министерството за култура.